Здраво ви додовте уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за номенклатурата на оксиди и главно ќе ги разгледаме правилата, ќе видиме неколку примери, но понатаму во иднина ќе направам некој видео каде што ќе разгледуваме само примери на кои ќе треба да го погодите, односно ќе го разгледуваме како да го добиете хемиското име на некој си дадено соединение или пак од името да го добиеме соединението. Сега. Што се оксиди? Значи, просто кажано, оксиди се, например, некој си хемиски елемент, кој може да биде метал или не е метал. Значи, може да биде метал кој ќе обележено со X или да не биде метал кој ќе обележено со Y, плюс поврзан со кислород. Така, за тој кислород може да биде во различен број на кислородни атоми можеме да имаме 2, можеме да имаме 3, така можеме да имаме 1, можеме да имаме 4 и така натаму. Сега, тоа што треба да го знаете дека оксидациониот број, сега не мора да се замарате за тоа што е оксидационен број, ама просто кажано е колку врски гради. Значи колку врски гради. Кислород секогаш гради или двојна врска или две единични ковалентни врски, така. И затоа викам дека оксидациониот број на кислородот е минус 2. И сега некаде е плюс, некаде е минус, мислам за различни елементи. Повеќе за тоа ќе збориме кога ќе збориме за редокс реакции, но тоа ќе бидем многу понатаму. Така што сега тоа што треба да го запамтите дека на кислород оксидациониот број е минус 2. Иако има многу ретки исклучици кои ќе ги разгледаме кога ќе збориме за редокс реакции. Сега, за да можете да го добиете името некој си хемиско соединение или пак од хемиско соединение да го добиете името, треба да го знаете и оксидациониот број на металот или неметалот кој учествува во градење на оксидот. Така, сега не мора секогаш да го знаете, некогаш можете да го добиете од самото хемиско соединение, но многу би било полесно ако го знаете оксидационен број. Сега за голем дел од елементите имаме променливи оксидациони броеви. Сега ако имате периодниот систем, ако го имате, вака ќе се движиме малце, вовдека во горниот всушност десен нагол на елементот би требало да стои оксидационен број. Сега, како што може да видиме, некаде имаме само еден, например, тука кај литиум, кец, натриум кец, калиум кец, рубидиум кец и така натаму. И тие се плюс еден. И сега, например, многу е лесно да се запамтат, нели, алкалните метали се сите кец, додека овие земно-алкалните се со двојка, така. И кај нив нема некоја промена, значи овие сите се кец, овие сите се плюс 2. Но кај, например, кај овие транзитните метали, гледаме дека имаат повеќе, например кај железо имаме плюс 6, плюс 3, плюс 2. Така сега ти од кај ќе знаеш кој е оксидационен, во која оксидационна состојба се наоѓа железото, кој го гради соединението. Сега тоа може да се увиди од самото соединение, да пресметаш, знаејќи дека кислородот е минус 2, но некогаш, например, треба да ги пробаш сите опции, така. Како што реков, за голем дел од соединението имаме само еден оксидационен број, например, добро, за кобалт имаме плюс 3 и плюс 2, например за никел, бакар, цинк, кадмиум имаме плюс 2 само. Друго, кои често се сретнуваат, значи тие што често се сретнуваат, пробајте да ги научите. Тие што често се сретнуваат, значи се овие вака. Значи овие вака ќе ги бележиме, други кои често се сретнуваат, се овие вака некако. И исто дека кај борон, карбон, флуор, хлор, вака. Овие се некои така почести елементи кои ќе ги сретнеме. Односно кои се среќаваат кога се учи хемија. Сега ние некош ќе се служиме со природниот систем, некош не мора да се служиме со природниот систем и ќе видиме како тоа ќе изгледа. Сега, првично ќе разгледаме номенклатурата или која е дадена од ЮПАК, Интернационален унион за чиста и аплицирана хемија. И првично ќе разгледаме оксидите кои се градат од страна на металите. Значи метали беа сите овие одека. Така имаме алкални, земноалкални и транзиторни метали. Сега, ајде видиме како се именуваат металите. Металните оксиди. Значи металните оксиди се именуваат спрема Стоксова нотација, која што е на некој начин многу едноставна. Значи го имаме металот кој ќе обележам со X, со портокалова боја, и го имаме кислородот. Сега, името се состои всушност од два збора, каде што првиот збор е самото име на металот, па во заграда го имаме оксидациониот број на самиот метал, така ќе обрежено со портокалова боја, и потоа едноставно го имаме оксид зборот. Е прилично едноставно. Сега ќе видиме како всушност тоа
изгледа? Например, прв пример е Cu2O. Cu е бакар. Добро. Сега, знаеме дека на кислородот оксидационата состојба е -2. Така, сега, правило е дека оксидационата состојба на целото соединение, значи на целово соединение, треба да е 0. Така, сега, како би го направиле ова да е 0? Значи, ако на кислородот е -2, за да биде 0, овдека треба да имаме +2. Така, сега, како би добиле за бакар, вкупното на бакар да е +2? Гледаме дека имаме две молекули, тоа значи дека бакарот, ова, сега, не мора да го правиме ова, бидејќи се гледа очигледно е кршењето, +2 делено на 2 е еднакво на +1. Така, значи, оксидационен број на бакарот ќе биде +1. И сега тоа +1, всушност ние не го бележиме само плюсот, него го бележиме само символот, така што името на ова соединение би било бакар, ќе го запишувам рачно, ќе би било бакар 1, кој го облежиме у заграда, нека биде со портокалова, 1 оксид. Сега, кога отидов овдека горе во периодниот систем, видов дека за бакар не е понудено 1, ама тоа е дека овој периоден систем дека што го имам на слика не е скроз пополнен, значи не се сите оксидациони состојби, бидејќи во периоден систем кој го имам дома, кој го држам сега у рака, гледам дека понудено е 1 за бакар. Така што не се запишани сите оксидациони состојби за сите елементи, него ова најверојатно најчестите во кои се наоѓаат. Така не мора биде не се сите запишани овдека. Така што дома, ако го имате некој периоден систем, сигурно дека за бакар пишува 1. Добро, ајде сега да земеме друг пример. Тоа беше за бакар. Сега ќе земеме N и O. Како би било овдека името? Знаеме дека првен ќе биде никел, така. Тоа ќе биде прво. Сега треба да запишеме оксидационата состојба. Знаеме дека кислородот е -2. Со цел ова да биде 0, тоа значи дека никелот исто треба да биде +2. Сега бидејќи нема овдека, односно гледаме дека имаме само еден атом на никел, тоа значи дека самиот никел мора да е +2. Со целото да биде 0. Така, затоа бележиме никел 2 оксид. Сега имаме уште еден пример кој е со метал, кој е кобалт. Имаме вака тука 2, па О, 3. Сега, првиот дел од името ќе биде кобалт, нормално. И сега знаеме дека на кислород е -2. Така. Сега, -2 по 3, тоа е -6. Со цел да биде 0, ова треба да е +6. А бидејќи имаме два атоми на кобалт, ова кога го поделиме со 2, тоа значи дека кобалтот мора да е +3. Така, +3 по 2 е +6, -2 по 3 е -6, целото ќе биде 0. Така што името на ова соединение е кобалт 3 оксид. Сега да видиме дали овие ги има у периодниот систем. Барем овој дека што го имаме, што сум го нашол на интернет. Никел да, +2 е. Кобалт, кај кобалт е го? +3. Сега има случаи, например до сега не ги употребивме овие алкалните и земјоалкалните метали, кои што имаат една константна оксидациона состојба. Значи во сите соединенија кои што се наоѓаат во природата имаат само една оксидациона состојба, така што кога се сретнуваат во оксиди обично не ни се бележи нивната оксидациона состојба бидејќи не е променлива. Секогаш е еден изброј, така што не мора да се забележи, едноставно се знае колку е. Така што кога се сретнуваат оксиди кои се со алкални, односно земноалкални метали, како на пример, вака ќе земеме еден, земам бела боја, K2O. Ова всушност може само да се запише како калиум оксид. Значи не е грешка да речеш дека калиумот е +1, така дека запишеш 1, но едноставно во пракса не се бележи. Така, бидејќи
ти можеш да си пресметаш, например не си сигурен, го гледаш соединението, така, го гледаш соединението и сега не си сигурен, немаш периоден систем со тебе, дали ова беше алкален или земно алкален или транзиторен метал, или пак не знаеш дали има константен оксидационен број, така што си го пресметуваш и онака, така. Не знам дали има константен, така ја ќе си го запишам, не е грешка да го запишеш, така. Ќе го пресметаме, ова е минус 2, ова значи мора да е плюс 1 по 2 плюс 2 целото, така што плюс 2 минус 2 е 0. Значи ова ќе биде 1. Оксид. Не е грешка, ама во пракса не се пишува кога металот има константен оксидационен број во сите оксиди кои ги гради. Други некои со константен се, например, калциум оксид, имаме цинк оксид и многу други. Сега, овдека во ова видео нема да решаваме примери каде што го имаме името, па од името треба да го добиеме соединението. Него овдека сега само решававме примери каде што го имавме соединението, така, го имавме соединението и ние го изведувавме името, како би било, така. Но кога ќе направам видео каде што ќе решаваме само примери, ќе решаваме каде што го имаме името, а не ни е познато соединението. И ќе треба обратно да работиме. Што е прилично слично како овој принцип сега, но можда за некој тоа е потешко. Добро, тоа беа доволно примери, мислам, за метали, оксиди на метали. Сега ќе разгледаме оксидите на неметалите. Така, значи неметали. И неметали, ако идеме овдека горе, значи овие у црно кои ги бележав беа металите, алкални, земалкални, транзиторни, додека неметали се овие овдека кои ги разгледуваме. Сега, кај неметалите треба всушност да ги научите овие префикси. За 1 е моно, за 2 е ди, овие се грчки префикси, за 3 е 3, тетра, пента, хекса, хепта, окта, нона, дека, за 11 е ундека, за 12 е додека. Значи овие префикси се потребни за неметалите, со цел да можете да ги именувате. Значи моно, ди, 3, тетра, пента, хекса, хепта, окта, нона, дека, ундека, додека. Но 11 и 12 нема да ги сретнуваме ретко. Значи тоа ќе се сретнува во органска хемија, сега во неорганска поретко ќе се сретнуваат. И сега ќе разгледаме некои примери. Че овака тука ќе идеме. Вие се многу полесни него оксидите на металите. И тука скоро не има потреба да правиме обратно, дали од име да се добие соединение или од соединение име, бидејќи е прилично лесно и сега ќе видите зошто го викам тоа. Значи сега ќе запишам различни соединенија и после ќе ги именуваме. Сега да именуваме, да ги именуваме овие соединенија. Сега, првото, првично, значи, името ќе изгледа на вака, ќе направиме еден како шаблон, па потоа ќе го запишеме. Првично се бележат, значи ќе се бележи неметалот, потоа ќе се бележи оксид, но пред нив ќе стои грчкиот префикс за колку атоми имаме од дадено од кислород или од неметалот. Така, тоа би изгледало на следниот начин. Значи првично за азот имаме 2 атома, значи тоа ќе биде Di. И сега треба да го ставиме азот. Така. Значи диазот. Ајде идам понатаму. Нека биде усвари тука. И сега имаме еден атом на кислород. Така, тоа ќе биде моно. Оксид. Сега. Тоа ќе изгледа вака. Сега, зошто да го напишав например на следниот начин? Зошто овдека не ставив исто О? Така, да биде монооксид. Така, да биде со 2 О. Не се пишува со 2 О, значи имаме само едно О, и тоа едно О всушност припаѓа и на моно и на оксид припаѓа. Така, значи не се бележи со 2 О кога имаме моно, него се бележи со едно О. И тоа едно О припаѓа и на моно и на оксид. Значи името на ова соединение ќе биде диазот моноксид. Да видиме наредно соединение. Ова, ќе идеме овдека. Имаме колку атоми на фосфор? Имаме 4 атоми. 4 атоми беше тетра. Имаме сега фосфор. И сега ни треба колку кислороди имаме. Имаме 10 кислороди. Значи тоа е дека. И сега оксид. Значи тетрафосфор, дека оксид. Нареден пример.
Дека вака ново. Имаме два атоми на азот, значи D, азот. И сега повторно идеме. Колку атоми имаме на кислород? 5. Значи тоа е пента. И сега за оксид. Добро, и последниот пример. Последниот пример, ние имаме два атоми на хлор, значи тоа е D, хлор. И сега имаме 7 атоми на кислород, тоа е хепта. Имаме сега да се вакво оксид. Сега, како што може да видите, ова е значи прилично едноставно. Едноставно само треба да се научат префиксите и имињата на неметалите. Едноставно, ако го знаете името, многу е лесно да го добиете соединението, така. Например, ако го знаевте само името и сега гледате хлор, добро, ставаш хлор, ставаш оксид, така. И сега само гледаш D, ставаш двојка, гледаш хепта, ставаш седмица. И готово. Значи нема ништо сложено, така што не морам ни да правам примери. Ќе направам неколку примери, но едноставно е многу лесно да идеш обратно, дали да идеш од име да го добиеш соединението или пак од соединение да го добиеш името. Тоа е прилично едноставен процес, значи не мора тука, нема некоја си филозофија, нема пресметување на оксидациони состојби и слично. Сега, само едно правило да спомнеме, кој одека не го сретнаме во соединенијава. Значи, ако првиот елемент, во овој случај, односно неметалот, ако неметалот, кој го гради оксидот, има само еден атом во него, не се бележи моно. Така, што мислам со тоа? Ајде сега ќе направиме некои си примери. Значи, во овие примери, неметалот, ќе бележам со розева боја, нека биде. Например, имаме CO, имаме NO, например, имаме SO2, така, добро, вие се доста чести примери. Сега, како би било името? Значи, овдека нема името да биде моно јаглерод оксид, нема да биде моно јаглерод моноксид. Така, значи, бидејќи кога, како што реков, елементот кој го гради неметалниот оксид, ако е еден атом не се бележи моно. Значи, ова ќе биде јаглерод моноксид. Така, овдека нема да биде моно азот моноксид, него ќе биде азот моноксид. Добро, дека направив. Значи, азот моноксид. Овдека нема да биде моно сулфур диоксид, него ќе биде сулфур диоксид. Така, значи ако имаме моно за неметалот кој го гради оксидот, не се бележи. Сега само да спомнам на крај дека некој дел од овие метали или неметали, тешко е да добиеш оксиди, значи треба да поминат некои химиски реакции, но голем дел реагираат спонтано, значи спонтано се добиваат оксидите нивни, така. Кој ќе ги ставиш едноставно во присуство на кислород, реагираат и прават оксиди. Сега, во зависност како тие оксиди, што ќе се добијат дали од алкални или земноалкални, дали од транзиторни или од неметали, значи кога се добијат оксиди, зависно како реагираат со вода, значи плюс H2O, ги делиме на базни, киселински, амфотерни и индиферентни оксиди. Значи, оксидите кои реагираат со вода даваат бази, се базни оксиди, така. Оксидите кои реагираат со вода даваат киселини, се киселински оксиди. Ако не реагираат со вода, се наречени амфотерни. Нема ги запишам, значи само ќе спомнам, значи напиши амфотерни кои не реагираат со вода, ама реагираат со киселина и база. Значи сори ќе запишам. Значи ако реагираат оксиди, ако реагираат со киселина и база, се наречени амфотерни. А не реагираат со вода, а ако не реагира со ништо, мислам, не реагира ни со киселина, ни база, ни вода, се наречени индиферентни. Значи се наречени индиферентни, ако не реагира ни со киселина, ни со база, ни со вода. Значи како за крај, оксиди кои реагираат со вода и даваат киселина се киселински оксиди, оксиди кои реагираат со вода и даваат база, базни оксиди, кои не реагираат со вода, но реагираат со киселина и база, амфотерни, и кои не реагираат ни со вода, ни со киселина, ни со база, се индиферентни оксиди. И ова е само како за крај. Значи мислам да ставам реакции како се добиваат различните овие оксиди, кои се, но сметам дека тоа не е толку потребно. Добро, тоа беше за оксиди, како што реков, овдека само разгледав некои правила, како се именуваат,
Но како што реков ќе направам понатаму видео каде што ќе разгледуваме само примери за оксиди и ќе ги именуваме. Добро, тоа беше се за ова видео, се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео. Довидуваме.